Поздрав до гледачите на телевизија Ирис и постојаната емисија Отворено на тема, што јас се водам секој ден од 17:30. Темите ги наметувате вие, и темите ги наметнува и времето, актуелностите на она што е околу нас. Повторно, морам да се извинам затоа што целото ово време ќе го поминеме во теми кои се поврзани со вашиот избор на нашите представници. Затоа што изборите се на 11 декември, а од идниот понеделник, од 21 ќе почнеме и со редовната кампања. Но и во текот на редовната кампања, повторно ќе имаме интервјуа, разговори овде не само со политичари, туку и со вас граѓаните, со експертите, со професорите од универзитетите, за тоа што тоа политичарите не нудат и како ние тоа го оценуваме. Овде доаѓајќи, разговарајќи со разните представници политички, ги слушаме нивните понуди. Ама понуди како понуди, подкрепени или не, наше е да веруваме или да не. Посебно што кога се работи за економијата, слушате доволно, ќе изградиме ова, ќе направиме ова ќе започне веднаш, ова ќе го реализираме, овде ќе ослободиме и така натаму. Мене, а предпоставам и вам, би виси едно прашање онака домакинско, наше, граѓанско, а од каде пари? Парите се заеднички. И тоа секаде на светот е најголемата политика. Како се прибираат и како се трошат парите. Во една информација што денови ја прочитав, во која што францускиот претседател Оланд се пофали со тоа дека францускиот буџет се полни дури со над 2/3 од даноците, што е успех за било која држава. Како податок ви го кажувам, само за да направите поредба. И така и кај нас. Ги слушаме политичарите кои велат ова ќе направиме, она ќе направиме. Нема должност е да по закон засновани основи го приберат данокот на даночна политика која самите ја успоставуваат, така наречена дел од макроекономската политика, и оној вториот дел како се трошат парите, каде што ние како граѓани сме исто така многу поеќе заинтересирани. Кога веќе ни ги земаат парите, барем да имаме влијание и каде се трошат. И затоа неминовно потребно е да се знае како тој буџет се полни и кои се нашите права во сознание на тоа како тој се празни, како тој се троши. Деновиве слушавме доволно и од експертите. Дали сме задолжени, дали сме презадолжени, дали во динамиката на намалување на буџетскиот дефицит ќе успееме до 2019 година да ја сведиме на прифатливо ниво, барем на европските стандарди. Од вчера ги слушаме и приговорите или заклучоците, условените препораки на Европската комисија, во која што се вели дека претенциозните проекции на буџетот можат да ја го загрозат ово предвидување на намалување на буџетскиот дефицит, од прилика во наш јазик преведено дека не можеме да се откажеме од трошоците што сами си ги наметнуваме, бидејќи ако не произведеме за да го пополниме тој буџет и вкупниот општествен приход, нема од каде да земеме. Останува довербата да ги земеме парите на светскиот базар на капитал, но со поголеми камати. Камати ги има секако, но од стабилноста на една држава и од незината можност да ги врати кредите зависи од и каматата. Интересно, нели? Оние што повеќе може да ги вратат имаат помали камати. Оние кои што се понесигурни во враќањето на кредит имаат поголеми камати. Тоа е така наречено обезбедување на кредиторите кон послабите со ЦЦБ2, Б минус карактеристики на кредитно способни држави. Од мене толку. А јас за да ви се разјаснат овие работи од ниво на науката и на ниво на професорите, го повикав професорот Стеван Габер од Економскиот факултет во Штип да разговараме на овие теми. Вие слушајте и донесувајте ги заклучоците според науката, не според она што ве обидуваат политичарите. Професоре, добре дадете во моја емисија. Јас направив еден вовед, колку мои гледачи од Источна Македонија да имаат представа за што ние ќе разговараме. Некои од овие податоци што јас ги изнесов, вам како универзитетски професор ви се познати. Погрешив ли некаде? Не, потполно сте во право. Така да една тема која што е многу актуелна, особено секогаш во предизборен период, со оглед дека тогаш и стапката на јавниот док највеќе флуктуира. Така да едно прашање кое што сигурно е од голем интерес за јавност.
Професоре, јас имам намера на сите политичари кои ќе доаѓаат овде да ги представуваат своите програми, да ги го поставам прашање како прво, од каде пари? Или веќе да го преформулирам во последно, ама секогаш ќе ги праќам, прашувам од каде пари. Од каде мислам дека од каде се парите кои ни ги ветуваат нам на граѓаните политичарите? Да. Ние во теоријата, па дури кога ги учиме студентите, имаме три основни извори. Првите се нормално даноците, неданочни приходи од одредени такси и така натаму. Вториот извор е оној вонреден извор кој што веќе и после војниот период почнува драстично се применува, нели, како една нова доктрина, теорија во јавните финансии, каде што веќе се интензивира тоа трошење на јавните пари, нели, за подобрување на услугите, на понудата на јавни добри услуги, едноставно се подобри квалитетот на многобројните јавни добри услуги и на овој начин да се подобри животниот стандард на граѓаните, нели, на благосостојство, да живеат подобро сите. И нормално за да се остварат сите тие работи се потребни многу пари. Нормално ние како мала економија не можеме да се споредуваме како Франција, што спомнавте, која што и Германија се водички економија во Европската унија, чија што економија, индустрија е многу развиена, моќна и која што има капацитет едноставно да издржи многу повисоки даночни стапки и нормално располагаат со многу повисок капитал, она што нас очајно ни е потребно. Заради тоа и ја спроведуваме оваа политика на дефицитно финансирање, кое што е изразено преку многу поволна даночна клима, нели, даночна политика, високи јавни расходи, трошења, високи инвестиции и една декада у континуирано дефицитно финансирање, кое што е унасока на да се реши најгорчлив проблем на македонската економија, стапката на невработеност. И токму она е основната причина зошто упорно имаме една таква политика на дефицитно финансирање во буџет. Тоа е познато и во праксата и во науката. За сега светот не измислил поголема алатка за привлекување на странски инвестиции, на привлекување на свеж капитал, на ноу-хау технологија, освен поволности кои им се дава. На Балканот тоа се движи од меѓу 6 и 10 илјади евра по едно работно место, во зависи од кондиција на државата кој тоа може да го следи, нели? Кај нас, според податоците и истражување на ваши колеги, меѓу 5 и 6 илјади евра по работно место. Тоа е низа на поволности кои нашата држава ги дава. Јас би сакал за моите гледачи да разгледаме една работа. Јас ќе поставам прашање, вие кажете ни дали тоа е добро или лошо. Оценката секогаш е ваша на науката. Ние имаме некаде околу 3 милиарди и 200 милиона евра буџет. Најголемиот дел од буџетот е некаде 67%, ако не се лажам, се отприлика социјалните трансфери и плата и функционирање на државата. Значи, остануваат некои 33%, 34% за другите намени, а за нив подоцна ќе зборуваме. Според вас, толку големиот зафат за социјални трансфери и плати на администрацијата е одржлив или не? И ако не е одржлив, како да биде одржлив? Така, издржано прашање. Очигледно е дека овие изминати години гледаме една тенденција на постепено зголемување на одредени ставки на страната на расходите на буџетот, особено у сегментот на платите, пензиите, социјалните трансфери нормално, но не треба да заборавиме дека и овие зголемувања го следат едноставно темпото на раст на економијата. Значи, почетните години беше многу повисоко, сега поради сите, нели, ситуации кои што ги имаме во нашето општество, нешто е умерено ниво на економски раст, кое што и кажува дека постепено владата треба да внимава во тој дел, нели, на трошењата, особено бидејќи веќе го има искористено на минимум у поглед на наплата на јавни приходи, кој што може да се достигне и дека веќе ќе мора да се размислува постепено како тој долг или тој буџетски дефицит постепено да се намалува. И од овој аспект мислам дека во зависност и од самата фискална, нели, стратегија на владата, која што еве и по бројните препораки на меѓународните финансиски институции, веќе најавува одредена промена во наредните 3 години, каде што веќе имаме најави за намалување на буџетскиот дефицит, кој што треба да води и до постепено намалување на тоа темпо на задолжување. Што значи, у голема мера тоа треба да биде поддржано, значи, од оние сегашни задолжувања што ги правиме големи, кои треба да бидат наменети за некои капитални инвестиции, бидејќи тоа е она компонента у буџетот на секоја влада која што нуди
висока стапка на економски раст и развој. Но нас она особено што ни интересира е економскиот развој, значи да имаме квалитативно подобрување на условите и за живење и за водење на бизнес. Так. Професоре, од познатите економски школи, вие тоа многу подобро го знаете, имат една дилема. Буџетскиот дефицит не смее да биде поголем од бруто домашниот раст, 3%, да. ако е 3%, меѓутоа се води една полемика дека тој не смее да помине 70% од бруто општествениот пораст. Еве, на бројки канес да ги направиме. Ако за ова година е проектирано 2,6, се надевам, или Народна банка тоа ќе го намали до 2,1. 3,2 ако беше политичката криза, така 2,1. Так, така. Ако ние имаме буџетски дефицит проектиран на 3%, од GDP-то, значи дека со нашето производство, со нашиот раст, не го покриваме буџетскиот дефицит. Тоа прави ли буџетски проблеми на економски план, но и на фискален план, каде што вие сте експерт? Нормално дека оваа цела ситуација очигледно владата ја има земено во предвид и нив им е јасно, дури и во самата стратегија предвидуваат нели одредено ниво на економски раст и Народна банка се излева со своји проекции, меѓународни финансиски институции и согласно на тие проекции така и ја адаптираат својата фискална политика. И нормално ја според тоа што го гледам дека дури они планираат постепени зголемување на јавни долг. Значи според тоа што го гледаме сега, нивото на каматните стапки по кои што се задолжува владата се нешто повисоки од таа стапка на економски раст, што само по себе ни укажува дека постепено можеме да очекуваме некое минимално зголемување, акумулација на долгот, значи од година во година. И заради тоа, пак ќе кажам, зависи многу од како тие пари ќе бидат наменети. Ако тие пари бидат правилно и ефикасно наменети во правилни, продуктивни проекти, кои што во иднина, бидејќи станува збор за капитални инвестиции кои што се предвидени да се инвестираат од 5 и повеќе години, така и подолг временски период. И нормално дека ефектите треба да ги очекуваме во многу по далечно време. Значи не можеме да очекуваме за 1 или 2 години тие ефекти да ги согледаме да бидат големи. Но ќе може постепено да гледаме некои минорни промени, ако не и поголеми, во зависност нели од намената на тие инвестиции. Професоре, да се вратиме на структурата на буџетот, па после како ќе ги трошиме парите, прво да видиме како ќе се соберат и за што се наменети. Ако толку голема ставка имаме за социјални трансфери за плати на администрацијата, една од препораките на ММФ скоро во секој од тие аранжманите е намалување на таа ставка, но тоа донесува и социјални приближувања општеството, немири и намалување на потрошувачката, бидејќи како што вие пишувате дека кога се намалува личната потрошувачка мора да ја субституира колективната. Така, тоа е ваша мисла. Сега, професоре, има ли шанса структурата на тој дел од буџетот на Република Македонија да биде намалена, зашто едниот од претендентите за премиер на Македонија вели ќе го вратиме во игра ММФ? А ММФ ништо друго не кажува. Веднаш намалете ги трошковите. Да. Затоа јас не би сакал да мораме да соработуваме со тие меѓународни финансиски институции, бидејќи нивните правила на игра се многу поригорозни. Ја мислам дека ние како држава во овие последни години, значи откако се завршија тие аранжмани со ММФ, уште од претходната гарнитура, веќе имаме една тенденција на водење на прудентна фискална политика. Сега проблемите настануваат или оние стравувања кај јавноста овие последни 3 години, каде што веќе ги гледаме оние зголемени заложувања кои што се прават нели за оние реализација на големи капитални инвестиции, за кои да се разбереме и потребен многу голем капитал. И нормално од тој аспект сметам дека ние може имаме простор нели да се достигне оној процент од 60% од БДП, но не е препорачливо. Така дури имаше предлог да биде дел од уставот. Така, од уставот. Мислам дека и ја понудија лани таа опција, бидејќи тие се две основни правила, барем од фискалниот дел на економијата, кои што се како постулати наведени во Уставот на Европската Унија и ригорозно се почитуваат. Значи, покрај тие фискални правила, они имаат едно среднорочно буџетско правило, кое што кажува дека на среден рок државата мора да го урамнотежува буџет. Но ние, бидејќи нели имаме висока стапка на вработеност, водиме и имаме простор нели се уште да водиме една таква дефицитна фискална политика, која што е насока нели на намалување на тој сериозен проблем.
со невработености и верувам дека сега за сега со оглед на тоа каква е ситуацијата у буџетот, верувам дека нема да има потреба од некои сериозни кратења и не се ни посакувани. Вообичаено никоја влада која да дојде не сака да чепка во тој дел на тековните расходи, бидејќи тоа е една фиксна компонента која што едноставно не влие добро на гласачкото тело. Не само балансот ќе се помести, ќе имаш помала потрошувачка, помала ДДВ, помало полнење. Така, поентата беше на таа експанзивна фискална политика да со тие пониски даноци, со тие повисоки трошење на државата да се ослободат повеќе пари кои што народот, фирмите ќе ги трошат во економијата. Народот ќе преку тие поголеми расположливи доходи по оданочување да трошат повеќе пари по маркети и така натаму било секаде. Фирмите да може со пониските даноци на добивка и така натаму да имаат повеќе средства на располагање и со тие мерки на реинвестирана добивка да се ослободат повеќе средства кои што ќе може да ги реинвестираат и преку таа инвестициона потрошувачка нели да влијат на економскиот раст. Така. Тоа е тој дел, иако би сакал и ова да го прокоментирате од стручна гледна точка, Европските комисии, Светската банка и ММФ ни препорачаа вообичаено за тип на држави како кај нас да не го надминуваат 40% во купното задолжување, јавното задолжување велам, иако методологијата е различита и затоа покажува и други броеви. Ние денес слушаме 70%, 53,6, 54, 39,9, 43. Значи, се се тоа бројки кои разни институции во Македонија ги покажуваат за степенот на задолженост. Така. Јас заради тоа и велам често пати кога се отвора ова тема со јавниот дог, не е така црно и бело, значи не е се многу јасно. Едноставно има одредени различни дефиниции за јавниот дог. Значи имате методологија на ММФ која што го вклучува и догот на Централната банка, кој што е исклучиво за монетарни цели, значи не е предвиден за фискални цели, како што е на владата за подобрување на животниот стандард на граѓаните. Но од друга страна имате и национална методологија, која што со последните измени у законот ги издвоија гаранциите на јавните претпријатија. И сега вие веќе имате една друга ситуација, некои ќе речат можеби тоа е добро што се направи, бидејќи вие ќе можете на едно пониско ниво, значи децентрализирано ниво, да може да ги менаџирате тие пари. Да знаете, на пример, ако сте земале пари за патишта, ќе го дадете тој кредит да го управува, да го менаџира јавното претпријатие за патишта. И тука врз основа на тој прилив и одлив на пари да може оно да си го биде одговорно за враќање на тие средства. И тука државата само со гаранцијата да гарантира, што у суштина представува една потенцијална обврска, за тоа нели дали ќе се враќа или нема да се враќа, едноставно ако веќе не ги извршува редовно, не ги сервисира своите обврски, тогаш да се активира таа гаранција. Но таа промена у догот придонесе нели и да имаме различни проценти. Некој ќе, ако се анализира тој дог на централна државата на кој што ја опфаќа тие општините, некаде околу пониско ниво, значи негде околу 40, 37, 38. Меѓутоа ако се додадат и ова и на гаранциите на јавните претпријатија, тогаш веќе доаѓаме до една 46,5%. Значи ова зборуваме за тоа ниво на долг на владата. Но тенденциите се како што гледаме, значи постепено да растат. Сега мислам дека околу 50,6% од БДП. Интересно е оно што и претходно го поставивте упрашањето. Самиот процент на јавниот долг не треба да биде индикатор за тоа до каде треба да оди задолженоста. Дали ќе ги враќаме, дали можеме или нема да можеме. Тука има повеќе фактори кои што треба заедно да се гледаат и затоа и често пати кога зборуваме за јавниот долг, секогаш велиме добро, дај не е само у апсолутна бројка да го кажем износот. Дај да го споредиме, да видиме со некоја друга варијабла, каква е ситуацијата во економијата, така. Да видиме каква е стапката на економски раст, значи како се движи економијата. Друго е вие ако имате цело време негативни стапки на раст, а форсирате упорно задолжување, тоа што е многу опасно и ризична ситуација, да. Истото се однесува и со инфлацијата, така. Тоа два пати се должиш. Имате инфлација, ако и зависи од инфлацијата и економија, зависи од трговскиот дефицит, бидејќи ние исто така, според последните информации, мислам дека е 2,5% од БДП. Со овие нови странски инвеститори нешто и намален тој. Така да у тој сегмент сите тие се фактори кои што можат да влијаат нели на нивото на јавниот долг. Имало ситуации у минатото до одредени економии и со 40% и со помалку проценти и Албанија и Турција да имаат банкротирано. Така да не е тоа индикатор да велиме дали сме многу задолжени или сме ниско задолжени, но според
нели оние сугестии од меѓународните финансиски институции, тие веќе од кога се преминено и прак од 45% на владата на долгот, почнаа со оние почетни сигнали, умерени сигнали, да веќе сега стриктно бараат веќе од владата да се пристапи кон фискална консолидација. И тука фискалната консолидација е у суштина тоа. Сите оние пократкорочни долгови што ги имате со неповолни каматни стапки, да ги испакувате у еден голем долгорочен заем кој што ќе биде со пониска цена на финансирање, значи пониска каматна стапка. И на овој начин вие правите огромни заштети у буџетот у поглед на каматни одливи. И тоа е она што сака да го го сугерираат меѓународните финансиски институции. Значи, на овој начин веќе постепено владата да размислува на намалување на тоа темп. Не дека нема тоа да биде доволно, нели, за поттикнување на економијата, и заради тоа сметам дека не постои доволно простор за загрижување. Бидејќи сте професор кој се занимава со јавни финансии, имам едно прашање до вас. Кензијанците велат вака, тежината на товарот зависи од кондицијата на носителот на товарот. Да. Или на крајот на денот вечерата мора да се плати. Так. Сега, кај нас има многу разговори околу тоа. Јас сметам дека не доволно, но сепак има разговори и дебати околу тоа дали со компонирањето на буџетскиот дефицит од 3% или 4%, иако не закажан за 2,5-3%. Така, тоа е и она препорачливо. Препорачливо, ама на крајот на годината заврши со 4%, е можно креирање на работни места, бидејќи задолжени сме, нели, реков ти сами, главниот проблем е големата невработеност, е можно без да се направи таков буџетски дефицит. Да, сметам дека е можно. Дури има некоја препорака да има и суфицит. Не, ја не би се сложил со тоа, бидејќи ако имаме суфицит у поглед да се враќаат долговите, можеби од тој аспект, да. Меѓутоа суфицит вие да имате, тогаш вие ги стерилизирате парите. Едноставно ги повлекувате парите од бидејќи вие да имате суфицит, значи да наметнете високи даночни стапки, а да ги намалувате разходите. И тоа што е штедлива рестриктивна фискална политика. И на овој начин вие веќе со високи даноци им давате сигнал на граѓаните дека више треба да се воздржуваат од трошење. И фирмите и така натаму, едноставно веќе се создава една клима на воздржаност у поглед на има помалку пари во оптек, се намалува ликвидноста и тогаш веќе тоа може да биде многу полош сигнал, бидејќи економијата може да влезе во рецесија, а уште пострашно и у депресија. И тоа е она многу полоша варијанта. Затоа и се вели дека добро е да има она умерено дефицитно финансирање, се додека не се постигне, да речеме, она ниво на полна вработеност, кое што кај нас не е уште многу далеку. Да стигнеме до 10%. У развиени земји тоа се смета дека 6% природна стапка на вработеност, од 80 до 85% искористеност на производствени капацитети, што кај нас мислам дека некаде околу 60% мислам дека се користат капацитетите, но и самата големина на економијата си го прави своето, мислам, што се однесе со нашата ситуација. Професоре, темите за економијата и за парите се откако постои светот и секогаш дилемата каде одат нашите пари. Она структура за која што рековме дека што преостанува од најголемиот дел од буџетот се нарекува развојна компонента, или делот во кој што се пресметани вложувањето во инфраструктурата, во образованието, во здравството и модерно во последните десетина години очувањето на животната средина. Сите овие прашања ги поставам на сите политичари, затоа што се должни да ни кажат како ги трошат нашите пари. Вашата проценка како научник, како ние ги трошиме овие пари? По сите 4 овие компоненти. Како ги трошиме парите кои се од развојната компонента во инфраструктура? Успешно, неуспешно или? Па добро, очигледно е дека промената у поглед на задолжувањата на владата ни сигнализира дека веќе владата неколку години уназад ја менува политиката од премина од краткорочно кон долгорочно финансирање. И самиот тој показател треба да ни дава нас една информација дека поголем дел од тие пари што се на долг рок предвидено е да одат за некои долгорочни инвестиции. Сега, јас би сакал да се зажам од тој поглед на зошто се важни. Сите зборуваме и политичари, постојано капитални инвестиции. Важно е да свати јавноста зошто толку се битни. Имено оној најголем ефект позитивен што се создава таа иницијална јавна инвестиција
тој ефект на мултипликатор. И сега, во зависност од тоа колкава е таа склоност кон трошење или штедење, ако тој коефициент е поголем, тогаш можеме да очекуваме тој ефект иницијален од јавната инвестиција да биде многу поголем, 2, 3 и повеќе пати, по зависност од тоа дали у економијата со тие пари се ангажирани домашни фирми, дали се вработени луѓе од нашата економија и така натаму, бидејќи веќе вие кога ангажирате домашни фирми, го добиваат тендерот, они веќе со добивање на тие пари издвојуваат повеќе средства за инвестиции, што значи веќе се зголемува една компонента од економскиот раст, инвестиционата потрошувачка. Второ, ангажираат нови работници или пак тие што се постојано ги зголемуваат платите. Значи повторно имаме еден позитивен импулс у поглед на личната потрошувачка на тие граѓани. Оние фирми значи тие фирми што го добиле тендерот, склучуваат договори со фирми други у Македонија кои што се добавувачи на пример. Па и тој ефект кај ни се пренесува. И тоа е она зошто ги прави многу специфични и важни капиталните инвестиции. И за тоа постојано и странските институции, па и експертите потенцираме, треба внимателно да се трошат тие пари, особено оние што доаѓаат од надвор. Значи тоа надворешно залужување. Бидејќи у таква ситуација ќе дојде момент по 10-20 години кога тој кредит треба да се враќа. И ние тогаш имаме одлив на капитал од националната економија, капитал кој што може да се употреби за многу други проекти. И затоа од тој аспект одговорноста на политичарите треба да биде поголема и нормално транспарентноста треба да се подобрува. Значи, и не е врзано само за нивниот мандат, зашто ние сите треба да ги враќаме. Тоа пари. континуитет треба да има една национална стратегија, една разбирање помеѓу самите политички партии, едноставно да се знае кој е тој, нели, колективен интерес, јавен интерес, бидејќи често пати кај нас јавноста се уште не е доволно свесна како кај развиените земји за значењето на јавниот интерес. Нешто ќе инвестираме, па и општината да инвестира во некој парк, ќе видиме имаме несовесни граѓани, ќе го уништат тоа добро, а тоа е наменето, нели, за сите да уживаме, да имаме еден јавен интерес од сето тоа, значи нешто слично и у поглед на јавните финансии. И од тој сегмент, значи оние компоненти што ги спомнавте, платите, тоа отсекогаш бил оној најгорши проблем кај нас, нели, обемот на администрацијата, често пати негативни критики ни доаѓаат и од Европската комисија постојано. Сега вела дека има напредок у поглед на реформите на администрацијата, но тој е минорен, повторно нешто недостасувало и така натаму. Се направило на нели евиденција, правилна што треба да биде. Нормално тие оние ставки кои што ги спомнавме на почетокот, значи за да им биде јасно и на гледачите, имате плати, имате издвојување на расходи за стоки и услуги, значи оно што е потребно за нормално функционирање на државната администрација, од да речеме обична хартија, тонери, па се до некои возила што може да се користат од администрацијата, мебел и така натаму. Понатака имате различни трансфери, оние се трансфери за фонд за пензиско, социјални трансфери по однос на надоместоци на невработени, и тие се онаа компонента која што е многу голема кај нас. И веќе ни ја дава онаа вистинска слика на нашата економија, дека ние сме у суштина економија која што е повеќе социјална, а не е развиена. И сега, и поаѓајќи од тоа, имаме повеќе трудоинтензивна економија отколку што е капитално интензивна. И тука е оној проблем, мислам, структурата на економијата, и затоа се труди владата постојано со тие нејзини мерки да привлече капитал. Бидејќи не е лесно да го привлечеш тој капитал, и тие странци бараат колку што е можно поголеми поволности. Законите на профитот. И цел регион се бори да ги добие тие големи инвеститори. И сега некои земји имаат компаративни предности, поголема економија и така натаму. Ние сме мала економија која што мора нели жестоко да се бори со сите мерки да може да ги привлече, да го донесе тој капитал. Така. Да. Професоре, една малечка пауза со режијата се договараме за ЕПП, бидејќи тоа е економската компонента во работата на телевизијава, па ќе продолжиме се разговарат. Режија, мало ЕПП, па се враќаме со професорот Габер. Продолжуваме со отворено на тема, исклучително интересен разговор со професорот од Економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, професорот Стеван Габер, и овде зборуваме за тоа што науката вели, како се трошат
според податоците кои ги имаат, нашите пари, а како треба да се трошат или како научно заснована е постапката при прибирање на заедничките средства и нивната дистрибуција по различните социјални компоненти со цел да се има поголема социјална кохезија. Отприлика вака Пол Кругман пишува, јас се обидувам да парафразирам, нели се разбира, се работи за Нобеловец, а јас сум овде само наведен. Професоре, имаме еден разговор за овој сет на теми за кој што би сакал да ме прашам, а тој е оној вториот дел како ги трошиме парите. Отприлика ја разгледавме структурата на буџетот. Но како блиц прашање, за сите овие години во стабилноста на економијата во Македонија најголеми оценки има банкарскиот сектор. Скоро секогаш имаме стабилност на банкарскиот сектор, банкарскиот сектор ви е стабилен, но од друга страна кога ги гледаш свежите капитали за како да се испумпува од економијата и затоа е потребно, дури овде помага и јавните финансии земајќи задолжување на внатрешниот пазар и од стабилноста на банкарскиот сектор произлегува дека најпрофитабилни кај нас банките. Так. Затоа ни приговараат дека тоа е само еден услов, дека ако на подолго време продолжи, ќе се јави со една друга работа, банките ќе нема каде да ги пласираат средствата. Токму во вашето прашање лежи одговорот. Околу 47% од собствениците на државните харти вредност се банките. Значи банките според мене во Република Македонија не се многу проризични ориентирани. Едноставно тие не се спремни како во развиените земји да влеваат оние joint venture, значи што се вели како една заедничка припремничка акција со барателот на кредитот, компанијата и барем колку толку да преземе еден дел од ризикот, у смисла да даде пониска каматна стапка, наместо сега што имаме ситуација со многу повисоки каматни стапки. И мислам дека тука лежи проблемот. Едноставно тие си се заинтересирани оние сигурни приноси што ги добиваат од државните харти од вредност, едноставно не сакаат да ги ризикуваат своите пласмани во проекти кои што на пример ги нуди приватниот сектор кај нас во Република Македонија. Она што друго јас би сакал да го потенцирам поврзано со ова е таа координација меѓу фискалната и монетарна политика. Тој момент е многу важен, многу битен. Вие ако имате од една страна монетарна политика која сериозно се грижи за зачување на стабилноста на цените, на банкарскиот сектор и така натаму, а од друга страна упорно форсирате фискална политика, експанзивна, која што е ориентирана кон трошење и така натаму, а при тоа да нема координација помеѓу овие две политики, можеме да се соочиме со ситуација како што пред 5-6 години имавме со зголемување на стапката на инфлација во економијата и потоа и на каматните стапки, дури каматните стапки растеа, што тоа веќе почнува негативно да се одразува, да речеме, на приватниот сектор, бидејќи веќе вие што имате недоразбирање помеѓу монетарните и фискалните власти, на крај плаќа народот. Министерството на финансии во превод. Да, народот плаќа. Како плаќа народот? Преку високи каматни стапки на кредитите што ги взимаат и компаниите преку високите кредити за водење на бизнис, за тековна репродукција, за инвестиции и така натаму. И едноставно, ако имале планови да направат некоја инвестиција, тие ќе се откажат, нема да инвестира. Тоа оној негативен ефект од внатрешно заложување што е препознат ли во економската теорија како crowding out ефект или ефект на истеснување на приватни инвестиции. И тоа е тој негативен ефект од внатрешното заложување. И затоа гледате кога меѓународните финансиски институции се вообичаено незадоволни од насоката у која што се движи задолжувањето или трошењето на парите, тие веднаш се воздржуваат од одобрување средства или ќе им речат повелете одете на меѓународен пазар на капитал, значи на комерцијалниот пазар, па тука од банките земете, ако ви се свиѓа тоа, или пак одете на домашниот пазар, па на крај ако имате непродуктивни трошења и така натаму, народот ќе биде тој кој што ќе треба да одговара за тоа. Ке си ги средите дома работите, нема да бидете изложени на... Уствари, тој е оној трети извор на финансирање што го испушти да го спомена на почетокот, тоа е емисијата на пари. Токму Грција сакаше тоа да го искористи како трети инструмент да премине од евро на драхма, да се испечети повеќе драхма, инфлација, девалвација, обезвреднување на домашната вредност. Да подигне есконтната стопа на парите. И номиналната вредност на долгот ќе скокне, но реалната вредност се намалува, што значи веќе тоа паѓа на штета на доверителите, значи грчките граѓани, и е неповолно.
Државата ќе се спаси. На кратко, да. Ама штетата ќе биде многу голема. Со истокот на два буџета падот е огромен. Така, и заради тоа никој од економистите не ја спомнуваме оваа мерка. Дури во Европска унија истата се избегнуваше, не сакаше да се потенцира. Интересно се наметна сам по себе темата за продолжување на разговорот, а тоа е фиксираноста, иако не е ваш дел, но вие сте образован економист, знаете дека зашто се работи. Многу замерки имавме од Европа околу тоа што сидрото на денарот во односот на валутниот борд ги одржиме на еднакво ниво, да речеме дека разбирливо за граѓаните во однос на еврото 61 и со мала флуктуација и некогаш позитивно, некогаш негативно беше тоа што за разлика од поранешниот психолошки модел на поранешна Југославија и Джефри Сакс, не си играме со есконтната стопа во Македонија. Тоа позитивно или негативно е според вас? А навистина не си играме. Според сегашната моментална економска ситуација, па дури економијата која што се наоѓа, особено реалниот сектор, ја мислам дека оваа моментална политика која што е на фиксиран режим на девизен курс е поволна, бидејќи сметам дека и гувернерот и општо монетарната политика проценила дека сега не е оној правилен момент кога ние можеме едноставно да ја отвориме економијата и да дозволиме курсот да флуктуира постепено. Значи, можете да видите со последните случувања само минатата у април што се случи со депозитите. Значи, едноставно менталитетот на народот кај нас е поинаков отколку во развиените земји. И не можеме да очекуваме сега ние наеднаш да примениме една таква политика и да очекуваме граѓаните па и бизнис сектори така натаму нели да фиктивно едноставно се обидуваме ние да покажеме економијата дека е подобра, а у суштина не е. Едноставно многу подобро и поиздржана варијанта е ова што сега се прави, да има структурни реформи у реалниот сектор, значи да им се помогне на компаниите, дали преку примена на европско законодавство. Значи ве гледате сега Југохром не може да ги исполни стандардите, еколошките стандарди. И се објави дека може да се затвори. Макстил презема големи инвестициони зафати со тие заштитни мерки у поглед на животната средина. И тоа е многу сериозно прашање кое што се адресира во Европската унија. Иако малку разговаравме ние за тој четвртиот дел од капиталните инвестиции, еколошкиот дел, во кој што сега дојде економски, тоест фискален, ние мора да платиме, да и помогнеме на компаниите или од буџетот да платиме нивното постојање. Денес почна штрайк, така ли, професоре? Ако Југохром нема пари за тоа, ќе треба да помогне државата, нема кој друг. Бидејќи тоа е социјален мир. Брзото воведување на европското законодавство некогаш може да биде може погрешно. Вашето мислење. И затоа многу од мерките кај нас се пролонгира. И со даноци на штедни влогови се пролонгира додека не влеземе во Европска унија. Но оваа мерка веќе беше еднаш одложена претходно, им се даде доволно рок и на Макстил и на Југохром како големи загадувачи, но очигледно Југохром има некои други посериозни проблеми во овој сегмент. И тука ако веќе поинаку постапи државата, тоа ќе биде преседан во однос на останатите компании кои што оставила да се затворат и да се приватизираат. Па сега владата гледата се обидува да го најде оној друг начин кој што на долг рок ќе биде подобар за таа фирма, бидејќи ќе може да дојде странски инвеститор, дали како браунфилд инвестиции и така натаму, да ги преземе, да ги приватизира, па ако е проблемот у поглед на поголемата вработеност и така натаму, па може да има и одредени реформи у тој сегмент, нели, дали ќе биде помоќен инвеститорот да направи нови инвестиции. Ако сега како што изгледа ситуацијата нема доволно средства, така да ја мислам дека таа варијанта е подобра. Бидејќи не е препорачливо и во економијата, па и ние економистите не преферираме државата да биде таа која што ќе биде најдобар стопанствен. Тоа сме го видели и се покажало поразително. Ги имаме многу јавни предпријатија кои што се превработени и токму она е таа најголема негативност у сегментот на мешањето на државата во економијата и затоа и странците кои доаѓаат ни преферираат приватизирајте ова, приватизирајте она, да се намалат трошоците, да се подобри ефикасноста во работењето и така. Вие економистите велите државата е лош домаќин. Така. Сега како последен сегмент околу ова, околу ова тема неколку мои прашања за тоа. Што науката вели? Колку мешањето на фискусот во економијата е дозволено и полесно, колку не?
да појаснам што мислам. Во поголемата криза, Така, 2008 криза, големата финансиска депресија, кога некои од вашите колеги на светско ниво, посебно економската школа во Лондон, израчуна дека на финансискиот капитал во светот имаме 3 пати повеќе капитал од колку имаме во реалниот сектор и е нужна циклична криза, но со тоа мора да се справи на глобално ниво, со новите трговски договори и така натаму. Сега, ние кај нас имаме еден проблем со недоволна финансиска кондиција на економските субјекти. Државата е должна. Германија го направи тоа, Америка го направи тоа во General Motors, Германија го направи во големите автомобилски индустрии. Колку е полезно од овој заеднички колач државата да се меша во економијата, во гранките кои се слаби. Знаете зашто ви го поставам тоа прашање? Бидејќи се работи за ментален склоп на нашиот народ, вели државата нека отвара фабрики, нека отвара работни места, зошто ние сме без работа, што работи државата? Колку е дозволено државата од буџетот да учествува или не? Што е вашето мислење? Моето мислење, јас сметам дека споредбата на нашата економија со американската, па и до германската не е благородна, бидејќи тие се економии кои што се развиени. Тие се технолошки многу понапредни економии, кои што имаат многу високи стапки на економски раст, многу помоќни се од македонската економија и сметам дека тој дел од буџетот што е социјалниот е многу помал успоредба со нашиот буџет. И кај нив има поголем дел што останува, да речеме, за оние сериозни капитални зафати и мислам дека они имаат доволно капитал, доволно се моќни тие економии да може да шприцнат финансиска инекција во тие големи компании, бидејќи тие компании кај нив вработуваат многу голем број на луѓе и се од системско значење за целата економија, бидејќи заедно со нив се поврзани многу други пропратни компании кои што се обслужувачи на овие големи компании, како што се Chevrolet, Ford и у Германија, Volkswagen и така натаму. Така да мислам дека во овој дел можно е преку одредени зборам од аспект на нашата економија, преку даночната политика, преку одредени субвенции, да речеме, и на тој начин да може преку политика на економската политика некако да се надомести тој проблем. И на тој начин ние да можеме да им помогнеме и нормално тука да може да речеме да има некоја посериозна контрола на тие пари за да може да видиме. Но сепак мора да биде краткорочно. Да, со одредени временски димензии, 5 години, 3 години. Ако е подолг рок, веќе вие ги правите зависни тие компании од јавните пари. И тоа е лошо. Дури во услови на рецесија, вие кога давате различна социјална помош на граѓаните, тоа е многу позитивно прифатено од граѓаните. Јас не верувам дека тој тачеризам кај нас може да обстане, ќе се претвори во подржување експанзија, тогаш веќе никој не сака да ги крати. Ќе стане подржување и ќе се вратиме во една иста позиција. И фиксно веќе се задржува на расходната страна од буџетот и веќе си останува таму, не можете да ги намалите. Така. Професоре, според препораките на Светска банка, вие добро го знаете, секоја втора точка за Македонија е вложувајте во образование, биде да се измени структурата на образованието и на кадрите кои се потребни на економијата. Тоа е некоја друга тема, но и таму треба да се насочат јавните средства. И како последна тема, ќе ја замолам само за да ја превршуваме емисијава, се вели вака: недоволна транспарентност во донесувањето, креирањето и реализацијата на буџетот. Што е овде? Ака народски зборувајќи, недоволна доверба во струката кај политичарите, кај народните представници, кај администрацијата, или во последно време нешто што провејува низ македонската јавност, тоа е инертност на интелигенцијата. Добро, ова е она што голем дел од експертите, барем ние академската заедница го потенцираме како недостаток, бидејќи едноставно вие немате една подетална, потемелна аналитичка евиденција или аналитички приказ на сите трошење на пари. И сега поаѓајќи од тој аспект, значи ние може имаме некои општи програмски класификации и така натаму, едноставно у сегментот на некои други делови од буџетот може некоја ставка не е добро проанализирана или објаснета како што треба. Затоа и овој период гледам дека Министерството за финансии веќе има склучено неколку договори со Европската унија како твининг проект,
кој што треба на среден рок да им помогне, уствари на брзо време, нели, на среден рок е тоа да се одржуваат јавните финансии, значи правилно да се прикажуваат јавните расходи, оние ситни по програмски класификации на расходи, да може подобро да се врши таа проекција на расходите. И на овој начин мислам дека наредниот период можеме да очекуваме и во тој поглед подобрување кај фискалната власт, бидејќи едноставно овие проекти што се даваат тоа токму имаат за таа цел, значи да оспособат администрацијата во Министерството за финансии да може подобро и поквалитетно да ги изготвува тие проекции на буџетот. И ние кога ќе имаме една таква поттемелна и подобра анализа, тогаш ќе многу поедноставно ќе знаеме и конкретно каде ни одат парите, нели, јавните пари. Секој можеме да отвориме, нели, и да не е некој голем експерт да провери, да види у буџетот, да се, ако се интересира каде се троши. Нужност е вклучувањето на интелектуалниот кадар Македонија, бидејќи, како што рековме, да превршуваме емисија, но ми остана загатно да го елаборираме ова само за накратко. Ако државата вложува во образование, ако одеднаш имаме сега, не одеднаш, туку стигна 3600 универзитетски професори, асистенти и така натаму, барем од економскиот сектор на стотици луѓе. А ние, освен пишувањето на семинарски работи и на нивни трудови, сето тоа останува во сферата на библиотекарството повеќе отколку операционализација, ние сите губиме. Вклучувањето на вас, професорите, луѓето кои ги познаваат, посебно јавните финансии, во креирањето на локалните буџети, буџетите на компаниите, на државните, е нужност, не е тоа нешто што ние треба да го измислуваме. И треба да влијае на подигнување на свеста кај населението, бидејќи ние сите треба да се грижиме како се трошат јавните пари, бидејќи од начинот на трошење на јавните пари во многу ќе зависи иднината на нашите генерации. Така. Она што го спомнавте, образованието представува клучен ресурс или клучно јавно добро кое што на долг рок треба да води до економски развој. И таа е она компонента која што гледаме сега преку различни реформи во законите за образованието, се обидува владата да истурка и да ја потенцира, нели, да ја приоритизира некако, за да бидејќи гледаме веќе самите у тие промоции, у привлекување на странски инвеститори, токму овој фактор го користиме како предност покрај даночната политика, значи дека високо образована и ефтина работна сила. И квалитетна, која што познава странски јазици, која што лесно се адаптира на работното окружение. Модерно речено денеска препознатливи перформанси. Така. Професоре, мене беше исклучително задоволство за што го водевме овој разговор и ако дадовме еден промил во афирмацијата на знаењето на вас, младите луѓе, ние како телевизија сме си ја завршиле работата. А вратите на Ирис телевизија вам и на вашите колеги ви се отворени заради доброто на сите нас. Да не би остана знаењето само како библиотекарски број. Благодарам уште еднаш што бевте мој гост. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со професорот Габер на оваа тема, а тоа се јавните финансии. Се надевам дека некои работи ви станаа појасни, се обидовме на разбирлив јазик, посебно професорот, да ви ги презентира ставките или она како е, што се тоа заеднички пари и како се трошат, а како треба да се трошат. Овие сет на разговори со професорите од Универзитетот Гоце Делчев и од другите универзитети во Република Македонија ќе ги продолжиме во паузите помеѓу политичките понуди, како противтежа на она што е реално. Политичарите не се должни да се држат до реалните компоненти, ама научниците, ете тоа е кај нив па услов или предуслов за нешто се нарекува нешто се нарекува наука. Или згуснато збиено искуство. Ете толку. До утре, довидување и новата емисија Отворено на тема.